Во пролет се кројат лозјата. Во пролет дрвијата и тревата се раззеленуваат. Во пролет се враќаат ластовичките. Во пролет ги ораат нивите. Во пролет се сади лук, кромиц, пајниц. Во пролет денем ја копа бавчета. Во пролет цвеќињата цветаат. А дали некој од вас посакал да биде цвеќар, да одгледува цвеќе? Дали затоа што ги сакате цвеќињата сте се определиле за нив? Да, јас многу ги сакам цвеќињата. Уште како мала имав голема љубов кон цвеќиња и кон нивно одгледување и заради тоа се определив за овој позив. А која школа треба да се заврши за да станам цвеќар? А може да се заврши средно школа, тоа е во Кавадарци, мислам дека се вика средно цвеќарско школо. А понатаму може и со завршено цвеќарско школо, а исто така и со завршена гимназија да се студира факултет. И тоа факултет за хортикултура, тоа е одсек на Шумарскиот факултет. Така се викаме ние стручници за цвеќе, хортикултурци. Како ги храните цвеќињата? Цвеќињата обично ги храниме со ѓубрива. Постојат повеќе видови ѓубрива, најпрактични се оние течни ѓубрива кои се нанесуваат и преку лист и во земјата. Прехранувањето е многу важно да се знае кога се прави. Тоа се прави најчесто во периодот кога цвеќињата почнуваат со вегетација, значи растат. Тоа е од пролет до есен, а во есен престануваме со прихрана затоа што растенијата одат на така наречен одмор, се одмарат во зимски сонце. Зашто вака ги покривате цвеќињата? Мислиш нова рагозина горе? Цвеќињата ги покриваме затоа што директното сонце им смета и предизвикува флекавост на лисјата. Заради тоа сме принудени во месеците кога почнува појакото сонце да ги покриваме за да направиме засена. Тоа почнува од месец март натаму, а во летните месеци ставаме доскора на стакленикот и бела боја која ќе ублажи таа сончева светлина. Дали цвеќињата сакаат музика? Тоа не е научно докажано до сега. Некои мислат дека
сериозната музика им одговара на цвекињата, дека им допринесува за побрз раст, подобри бои, развивање и така натаму. Но не е докажано ни дека им штети. Така да тоа не може никој да го каже. А дали вие разговарате со цвекињата? Обично ние овде кај што работиме не разговараме со цвекињата. Можда некој во себе си разговара со цвекињата, а веројатно вие тоа го правите кога ќе видите некоја убава боја на цвеќе како што е ова, например, циклама розе или оваа јаглика. Веројатно вие кажувате гласно колку си ми убаво, нели? Дали вие ги сакате цвекињата? Да. Многу? Да. Дали имате дома во вашите домови цвекиња? Да. Јас дома имам зумбул, имам качунка и кокиче. Што ти се допаѓа кај зумбулот? Мене кај зумбулот ми се допаѓа затоа што има лилакови звончиња или пак бели звончиња. Дали мириса? Да. Ти се допаѓа мирисот? Да. Само тој е многу тежок, тој мирис. И треба да знаете кога имате такви видови што шират многу тежок мирис, како што е зумбулот или криновите, лилјаните како ги викат инаку, дека тие треба во текот на ноќта да се изнесуваат надвор, затоа што сметаат. Мислам дека тоа треба секој од вас да го знае. А други од вас кои цвекиња ги имат, например? Ние имаме и училиштето наше. Таму имаме во ходниците и во училниците. Дали вие се грижите за тие цвекиња што се наоѓаат во ходниците, во вашето училиште? Ние се грижиме и ставаме вода, ставаме храна. Например, може би не знаете што значи да се грижиш и да сакаш едно цвеќе. Јас би го објаснила накратко што значи тоа, бидејќи сте вие мали. Цвеќе да се сака и да се грижиш за него, тоа значи да не го кинеш, да не го уништуваш зеленилото. Вие често се среќавате во паркови со многу убави цвекиња, со трева, со дрвја. Тоа значи да тоа цвеќе треба да се остане таму, да расте, да живее, да не радува нас и со убавите мириси, со убавите бои. И лоши се оние деца кои ги кинат цвекињата, со тоа им ускратуваат задоволство на другите да ги гледат понатаму. Јас мислам дека од вас ќе бидат добри, ако не цвекари, барем добри поштувачи на цвеќе. Купуваат ли кај вас често цвекиња? Да, секој ден купуваат многу цвеќиња. Кое цвеќе најубаво мириса? Најубаво мирише фрезија, повели помириши. Ајде да миришнеме сега да видиме како мирише. Дај да видам јас, Ивана. Пролета е повторно тука, заедно со сите своји убавини. Природата се буди. Едно по едно нежните цвеќиња срамежливо го најавуваат своето присуство. И тогаш се околу тебе ти се чини толку убаво, толку срекно што ти се посакува да полеташ кон висечините, како што полетуваат птиците високо кога повторно ќе се вратат. Убавата природа ги измамува првите возлишки. Убавите очи на симпатијата изгледаат уште поубави и додека ги читаме училишните задачи, пред нашите очи се појавува палава перче на некој си другар. Нешто на часове више тешати, Мари, Мари, се луте Боже во седмотри, часови секогаш ме чекаше ти, горделиво одминува во седмотри, Јас и ти, јунаци во седмотри, одесно драго, кај ли се скри, Јас и ти, јунаци во седмотри, одесно драго, кај ли се скри, и ти
ли ти симпатија? Па имам. А што е тоа што ве потикнува некого да го сакате? Односот спрема другарите, спрема наставниците и спрема себе. Сигурно. Значи тоа добро однесување според вас, според вашата генерација? Па да биде покултурен и да не биде вулгарен, да не се изразува со некои вулгарни зборови и така. Па како се чувствуваат кога се заљубени? При првата љубов децата најчесто осеќаат треман. Кога некој го симпатизираме, тој ни е на еден начин и другар. Првата љубов секогаш и кога се памти. Се сеќавам. Од радост не сум могол да спијам цел месец. Прв пат се састана со девојката и си закажаме дека ние ќе се сакаме вечно. Еве сме со група девојчиња и 3 момчиња од Основното училиште Иван Горан Ковачич во Скопје, кои што меѓу своите врсници овде во училиштето важат за помодари, односно за љубители на модата и за следбеници на она што е модерно. Па ме интересира што е модерно меѓу вас младите, што вие носите? Па нешто би кажала за нас младите, мислам, модата која ја пратиме, тоа е претежно мини или халјени во така наречени Чарлстон стил со спуштен струк или со машна од страна, инаку преовладуваат доста джинс, односно фармерките. Исто така 3 фрталки панталони, горе обично се носат блузи спортски, кошули со карнери. Инаку, што да кажам дека преовладуваат меѓу нас осмоделенците, марамите со нитни, односно нешто во стилот на New Romantic. Нешто како ти сега што си облечена. Па, би можело да се каже. Да. Добро, а дали сами си креирате понекогаш она што го носите, дали цртате модели, па... Па да, претежно цртаме. Слом, и јас, например, и креирам и шијам. И шиеш сама? Да. И носиш нешто сама што си сошила сега? Па, ретко сега, почеток тек. Да. А тебе кој ти ја соши оваа блуза? Мајка ми исто, ако ние не можеме, ни шијат нашите мајки и така. Аха. Дали меѓу вас некој, например, би сакал кога ќе порасне да стане моден креатор, да креира за други? Би може. Само како? Само како. Не профил. Да, а што би ми кажал ти, како едно од ретките момчиња што ја следи модата овде во Јас иако сум машко, ја следам модата, ја сакам, за исто така ги се го ракавите на овај си го направи, ја следам модата. Да. Добро, мене ме интересира нешто друго. Мислам дека е задолжително, нели пропишано е во училиштето задолжително носење на школска униформа. Па каде ви? А не гледам ни едно девојче тука, ни едно момче со училишна униформа. Што мислите вие за прашањето униформа, да или не? Ние, посебно ние учениците, скоро сите, ја отфрливме работната облека. Едноставно тоа не е доволно модерно за нас. Ние ја следиме модата и ете сакаме секој да даде нешто своја. Онака сите исто облечени некако не ни се допаѓа и секвак не би сакале работна облека. А добро, кога во продавниците би имало, например, работна облека која би била модерно сушиена, која би била така инвентивно направена, која би се бендисувала, што тогаш? Тогаш би можеле, али сепак ни тогаш не би ја прифатиле баш најмногу работната облека. Другите што мислат? Не ни е толку потребна работната облека, се сложувам со мислењето на другарката. Нема потреба зошто да се носи униформата во училиште. Ипак и да е модерна и да... мислам дека не е треба. Мислите дека поубаво се чувствувате вака? Да, мислам дека... Што мислиш ти? Јас мислам дека во училиштето секој примерен ученик треба да носи обликата, затоа што е тоа дел од еден примерен ученик. Бидејќи училиштето не е ни бутик, ни модна писта, па да се како манекенки да бидеме облечени. Секој треба да биде облечен во кецелја. Сега да не испадне дека не сакаш нешто да кажеш. Сложувам се, неа мислам да сметаме за нашите години, за се мораме да носиме дека работа. во училиштето кога Да. треба да носите работна За облека, надвор, така? како? Тука сигурно гледате, минуваат многу млади И многу убави. и убави, да, дотерани, облечени. Елегантни, фино, се радуеме Дали ви се допаѓа како младите денеска се облекуваат? Дали ви се допаѓа нивната мода? Ми се допаѓа, све ми се допаѓа.
Значи сега како што носат чисто и убаво, не сме носили никој пат. Денешниот живот многу ми се бендисува, многу е убаво. Претерано мини не ми се допаѓа. А вие, деде, што би ми кажале за модата на младите? Модата кој како си сака, така си певат. Кој како се бендиси, си носи. Што има нас старите да интересира таа? Анета, во оваа одделенска заедница, според мислењето на твоите другари и другарки, ти важиш за најдобар математичар. Па тогаш јас би те замолила вака во проценти да ни кажеш за успехот на вашата одделенска заедница, за одличните, за многу добрите. Па во нашата класна заедница, 7-2, која брои 34 ученици, имаме 17 одлични, 13 многу добри, 4 добри, доволни и слаби немаме, а средниот успех е 4. Значи, ниту еден доволен и слаб. Ни една единица во вашиот дневник нема. Па браво за 7-2. Кажи ми, дали досега си учествувала и на некои надпревари по математика? Па, учествував минатата година на надпреварот во Скопје и освоив второ место. Многу успехи понатаму. А сега Даниела. Даниела и Дарко, нели, тие пишуваат најубави состави по македонски јазик. Даниела најмногу го сака предметот македонски јазик. Даниела секако и пишува песни. Па дали ќе ни прочиташ една твоја лична творба? Тито се родил во мај кога зрее жито, тој водач славен, тој херој Тито. Го водеше народот во борба за своите права, низ бојните епохи создаваше херојска слава. Дарко, твоите другари овде рекоа дека ти и Даниела пишувате неубави состави по македонски јазик. Еве, Даниела ни прочита една лична творба, дали ти пишуваш поезија? Не, јас мојата љубов повеќе е свртена кон прозата, иако ја ценам доста поезијата. Инаку доста читам книги и пишувам состави, повеќе ми се допаѓа прозата, а едни мои најомилени автори, и теми на книги се од минатото на македонскиот народ. Сигурно Стале Попов. Да, Стале Попов. Исто така ми се допаѓаат и книгите од други југословенски автори, Бранко Ќопич, Петар Кочич. Јас ценам многу и странската литература. Сакаш ли Джек Лондон, например? Да, Джек Лондон, исто така ги сакам тие авантуристички книги, но сепак меѓу моите најомилени книги спаѓаат и книгите на научната фантастика, Жилум Верн, како што е писател. И кажи ми, кога ќе пораснеш, например, кога ќе го завршиш школувањето, зашто ќе се определиш, што би сакал да биде твоја животна професија? Моја животна професија би сакал да биде новинар, журналист, поет. Значи ќе бидеме колеги во едно, така? Да. Јас те пожелувам многу успех. Благодарам. Иванка е една од 17 одлични ученички во оваа одделенска заедница. Иванке, ме интересира дали имаш некој систем според кој учиш? Па се разбира дека имам еден систем по кој работам. После напорната работа, 6-часовна напорна работа овде покрај училишните клупи, следува еден мал одмор, една мала пауза, а потоа секако дека 2 до 3 сати учење. Се почнува прво од оние предмети кои треба да ги научам за наредниот ден, а потоа, ако можам, и за некои предмети после, за по неколку денови учам. А се играш ли секој ден? Па се разбира дека се играм, ако завршам порано, подолго време излегувам надвор, ако не, по малко време, по пола сат или може и помалку. И со тој систем на учење нема проблеми, значи може да се биде од година во година одличен ученик, така? Да, па мислам дека со тоа и јас сум го постигнала овој успех, да сум одлична ученичка и една од тие најдобри од 17 од нашето одделение. Сега ме интересира да ми одговорите на едно прашање. Дали е тешко или дали е лесно одличен ученик да добие единица? Што мислите? Лесно? И како се случува тоа? Има ли некој пример тука меѓу вас? Кој е? Кој? Па тоа одличен ученик да се случи да добие единица или односно слаба оцена, тоа во нашето одделение
Тоа поретко се случува, меѓутоа тоа е прилично тешко да се поправи после да се врати на старата оцена. А таа единицата не се дојава така лесно од еднаш единица, туку тоа мора да одлично да се запостави предметот, па дури тогаш наставниците да видат дека ние не знаеме и дури тогаш ќе ни стават единица. Ево тогаш ќе се опаметиме ние и така после ќе учиме. И потоа Кажи ми, мене ме интересира, кажи ми како ти ја заслужи твојата единица по математика. Па таа единица по математика тоа е за мене лош спомен. Меѓутоа единицата беше наполно заслужена и јас ја оценувам мојата класна наставничка што тоа го направи. Јас исто така би го направил да сум јас ученик. Таа единицата ми беше многу заслужена затоа што ја тоаш многу почнав надвор да играм. Тоа се враќав дури вечер. Не на ручек не иде, ручекот ми беше после на работа и учењето. Така што единицата сама по себе си дојде, јас запоставив многу математика. И еднаш дојдев прва една единица, потоа пак не учев, па уште една единица. Тоаш веќе се опаметив. Па земав книга, па учев за сите денови одеднаш. Столицата веќе се загреа многу. Така што после наставничката бидејќи се увери дека јас сум станал оној стариот ученик одличен, наставничката дури питам, ја мислам многу ми помогна за тоа и јас ја ценам нејзината помош како класен наставник и она исто така многу ми помогна за мене за тоа да станам, добијам петка и таа петката ја добив и многу, мислам, на многу трдлив пат, што сметам дека другите не ги добиле така. Важно ја заслужи, така? Ја заслужи. Добро. И што мислите, дали е поедноставно од петка и од четворка да добиеш единица, ако дадеш слаб одговор, нели? Или ако имаш единица, а одговориш одлично, да добиеш четворка или петка? Јас мислам дека е потешко, е полесно уствари од петка да се добие единица, отколку од петка да направиме четворка или петка. Тоа зависи од учењето и треба повеќе напори и повеќе учење за од петка да добиеш од единица добиеш четворка или петка, додека за петка кога си неспремен можеш многу брзо да добиеш единица. Оценката зависи да добиеш само од расположението на настичката, ако е добро расположена или не е баш вака расположена, нешто сме сгрешиле, може да стаи, мислам и послаба, а може и подобра оценка. А сега би поставила едно прашање и се надевам дека ќе бидете искрени. Ваша класна е наставничката по математика, Петранка Нарашанова. Го сакате ли предметот математика? Да. Сигурно. Би ве замолила да ми одговорите на ова прашање. Со оглед на тоа дека сте класна стварно на едно изворено одделение, пред малку од Анета чувме за успехот на учениците и од самите нив, нели? Кажете ми, дали тие навистина сакаат математиката и дали таа не представува баук за нив? Баш би ја било вака што ме прашувате. Учениците, ова што ви го рекова гласно да, тоа е точно и навистина не представува математиката баук за нив. Целта моја е да ги доведам до таа степен да го засакаат предметот. А предметот за да се засака, сметам дека прво треба учениците да го сакаат наставникот. И прва моја цел е таа што учениците кога ќе дојдат во пето одделение да го засакаат наставникот и сакајќи го наставникот, онда они постепено го сакаат и навлегуваат во предметот и го сакаат нормално предметот. Така да јас многу сум задоволна од ова одделение, затоа што успесите што ги даваат се солидни, но верувајте дека се макотрпни тие часови, затоа што не само на часовите што треба да се постигне она врхунското, треба да се постигне и на секциите што ги обавуваме после часовите, тоа се вонредните часови, а секако и дополнителната настава, која што се обавува со така да речем послабите ученици кои заостануваат во некои одделни области. Важно ефектот е тука, вие ги сакате нив, тие ве сакаат вас, го сакаат предметот и успесите не изостануваат. Па многу успехи во едини. И ви благодарам за оваа средба.
Сигурно ви е убаво кога ги гледате младите. Па разбира се, пак на това уживаме. Да, на младите светот остане. Ето све, па оставяме го, па ние вече помина нашата.